Почитувани гледачи, 20 часот четврток, вие сте со емисијата Бизнис Лаб на ТВ канал ВИС. А во неја ќе зборуваме за потенцијалите на Струмица за развој на информатичката технологија. Скопје па Битола се на првото место по бројот на стартапи. Меѓутоа и Струмица во себе има потенцијал да го освои своето место во овој вид на технологија. Млади предприемачи одржаа предавање под мотото, односно за запознавање на младите, на средношколците за потенцијалите кои што ги нуди информатичката технологија, програмирањето, веб дизајнот, графичкиот дизајн, за да останат тука во Македонија, меѓутоа да работат за успешни компании и фирми кои што може па дури и самите да ги почнат. За тоа имаше и млад пример, односно пример на дете кој што уште од своите средношколски денови успева да го заработува својот денар. Ова предавање беше организирано во рамки на активностите на фондацијата Вита Хонеста. Еве ги поентите од таму. Да, еве денеска вашата организација организира настан младите и бизнисот. Зошто токму овој аспектот го одбравте од општественото делување? Така, Вита Хонеста е здружение во кое што група на млади предприемачи се здружени гледајќи потребата во општеството да може да предонесеме во различни сегменти, а конкретно во овој случај гледаме потреба да влијаеме врз младите, средношколците, за да им ги покажеме предностите на бизнис секторот, како да гледат во иднина, во кој правец да се стремат и како да бидат поуспешни кога ќе излезат од школите. Да не мора да ги гледат опциите за надвор од Македонија или што би било кога ќе бидат тука, а што во странство, што би можеле да променат и така. Да, рековте дека сте група млади предприемачи, кои се предностите, како ја оценувате економската клима, има ли простор за развој на бизнисот во Македонија и колку е тој кон внатрешниот или кон надворешниот пазар да може да биде ориентиран? Предностите на Македонија, според мене, се што како неразвиена земја имаме големи можности. Да, убаво е во западните земји, меѓутоа овде има потреба и можност за да влијаеме сите да ја развиваме Македонија. Има можности во многу сегменти, во многу сектори, меѓутоа тука е исто корисна и оној сегмент каде што со глобализацијата на пазарите можеме и од Македонија да действуваме на целиот свет. На било кој пазар, Америка, Европа, мислам имаме ние квалитетни луѓе, квалитетни кадри кои што и кога ќе излезат се успешни, но сакаме да го доловиме и тој момент колку што може луѓе да отидат на запад, да соберат искуства, да се вратат тука да бидат успешни и тука да продолжат со успешни компании. Каква е оценката на бизнис заедницата во Струмица, на бизнис обкружувањето? Кои се проблеми со кои што се соочуваат бизнисмените, а кои се пак предности што ги нуди Струмица и регионот? Наше мислење е дека малку потешко се доаѓа до квалификувани кадри. Сметаме дека неправилно ги формираме кадрите, професиите во школите, некако доцнеме од тој момент, не можеме на време се вклопиме и кога завршуваат децата средно или факултет, не се доволно спремни за да се вклопат во тие гранки кај што има потреба. Треба малку побрзо да реагираме и треба да научиме да учиме. Треба постојано да се надоградуваме, постојано да се променуваме во однос на новите технологии или новите методи, новите системи, така да има големи можности во тој дел. А има ли свеж капитал за инвестиции, за отворање бизнис? Интересно е во еден друг сегмент, во делот на стартапите, кога се формираат бизнис плановите и слично, капиталот го стават на крај. Кога е добра приказна, всушност многу често и се наоѓа капитал, меѓутоа треба да биде комплетна приказна. Така, Кочлив, може ли вашата бизнис приказна, еве, од тоа што накратко дознавме дека извесен поголем период од работниот век сте поминали во Америка, да. Сега тука? Да, поминав 17 години во Америка на студии и на работа таму. Меѓутоа одлучив да се вратам во Македонија, затоа што повеќе ме влечеше бизнисот што тука ми беше почнат, кој го почнав еден од бизнисите Дурбе во Америка.
Меѓутоа тоа ми беше пасијата и затоа сакав да се вратам и целосно се посветам на тоа. Во моментов сум инволвиран со 3 фирми во Македонија, од кои двете работат во Македонија, едната работи за странски пазар. Така да фирмите се од IT индустријата, од веб дизајн, од wireless интернет и изготвување на апликации и мрежи за фудбалски стадиони низ Европа. Останува ли IT секторот најпрофитабилен, меѓутоа и најресорпционен за нови кадри? Дали Македонија треба една подолгорочна образовна стратегија да развие, во која што во најголем дел од учениците би ги развивале токму овие техники за да може да дојдат до полесно вработување? Да. Веќе имаме огромна поборувачка на кадар во IT технологијата во Македонија. И уште повеќе надвор од Скопје. Тоа е едно нешто што се обидувам јас тука во Струмица да направиме кадар што ќе остане во Струмица. Не зборуваме за напуштање на земјата, ние зборуваме за напуштање на градот и одење во Скопје. Така да тоа ми е една од целта што сакам да ја промовирам за градење на тој кадар во Струмица. Меѓутоа и како држава IT технологијата е таква област кај што може многу полесно се работи и за домашен и за странски пазар без оглед кај да сме, па и тука од Македонија за странските пазари. А од друга страна имаме и квалитетен кадар и се уште економски рентабилен кадар за странските компании. И од тука побарувачката не само на локалните фирми, како гледаме дека има многу странски фирми кои доаѓаат во Македонија по истиот тој кадар. Така да, мислам дека е потребна една подобра стратегија долгорочна за градење на тој кадар и за градење на Македонија како земја со квалитетен IT кадар. Да, кога би биле во можност да делувате на економските политики, кои пракси од Америка би ги донеле тука за поволна економска клима и подлога за развој и успешен развој на бизнисот? Да, малку тешко прашање затоа што зборуваме за различни економии. Меѓутоа тоа што би сакал повеќе да го поттикнуваме е стартап менталитетот и стартап бизнисот. Ангели инвестори, луѓе што потенцијално имаат средства кои би можеле да ги инвестираат во идеи, во стартап идеи и подобри потенцијални кредитирања од самите банки кои би инвестирале во бизнис идеите, а не во асетите во недвижнимите или тоа што треба да го заложиш за самиот кредит. Така, само кратко рековте различни економии, мислевте на големината на економијата и генерално нели пазарни ориентирани? Големината на економиите и можностите што самите пазари можат да го претрпат Америка во споредба со Македонија. И можете ли да ја видите Струмица и воопшто Македонија како високо економско развиена држава и доколку се направат правилни чекори, во кој, да речеме, временски интервал би можеле да дојде до подигнување на животниот стандард? Секако, мислам дека го имаме тој капацитет. Не сме многу голема земја, не е потребно многу за да стигнеме да изградиме економијата на ниво кај што би биле повеќе развиени на повисок степен. Така да тоа не е нереално да се очекува за Македонија. Сега во кој временски период зависи од многу повеќе фактори. Меѓутоа за некои 10 на 20 години јас мислам дека Македонија може да се мери со западните земји, барем во бизнис секторот кај што јас работам. Колку македонскиот бизнисмен, македонскиот собственик ако ја определува платата рамномерно на приходот што го има? Сметате ли дека малку се скржави бизнисмените, мислејќи нели повеќе на собствениот профит, држејќи дека има простор и сега да се влијае на зголемување на платата? Да. Видете, мислам дека во IT секторот и во Македонија веќе тој проблем е надминат. Веќе се израснати доста високо платите и собствениците се спремни да платат солидни плати на квалитетен кадар. Затоа што го немаме кадарот и пазарната економија тоа самата го наложува. За другите индустрии не би коментирал, меѓутоа мислам дека да, има простор собствениците сами да ги креираат платите, движени од пазарната економија, таму кај што има поборувачка да ги зголемуваат платите на работниците. Дарко, ти носеше на интересна приказна само финансирачки студент. Како да? Значи,
од млада возраст почна со бизнис. Малку накратко твојата приказна. Па така, од секогаш од мал уште сум сакал да решавам проблеми, као ми беше од секогаш пасија да решавам некој проблем, да си ја леснам да речем животот. И така започнав со некоја пасија да речем, ама полека експериментирав во повеќе области. Со тоа успеав да стигнам до нешто што го сакам и што би уживал како макар и да не сум платен. Започнав уште од 6-то деление со веб девелопмент и производување веб страни. Во 6-то деление ја пуштив мојата прва веб страна, што беше супер успех за 6-то деление, мислам, особено за мене. Каков е експанзивниот развој на Струмица во делот на градежништвото, инфраструктурата и инвестициите? За ова разговараше колешката Стојне Митева со Стојан Динев од одделението за урбанизам. Како и кои се поентите и пред се апелот на овие власти за решавање на проблемот со дивоградбите, односно искористување на можноста за продолжување на рокот за легализација за понатамошен урбан развој на градот, погледнете во наредните минути. Министерство за транспорт и врски донесе измена повторна на законот за легализација на диво-изградените објекти на територија на Република Македонија. Значи дека рокот се пролонгира и оваа година до крајот на 2018. Колку досега имаме како легализирани објекти и колку се нелегализирани. Што очекувате за оваа 2018 случај? Како што знаеме, пред нова година, значи се усвои новиот закон за продолжување на рокот за доставување нови барања и дополнување на старите барања, што претходно нели имавме едно продолжение од 2015. Така да бројчената состојба, како што знаеме, од 2011 година за објектите, тоа важи, прво да појасниме, значи тоа важи само за објекти кои ќе се изградени до 3 март 2011 година. Без разлика на продолжувањето, значи за други објекти не важи тој закон. Значи тогаш беа доставени 9306 барања за легализација, од кои до завршување на продолжувањето рокот за дополнување и комплетирање на документацијата, значи до 31 беа поднесени 5046 елаборати. Значи тие се во постапка, од кои издадено е и урбанистичка согласност и пресметка на околу 3042 барања, а доставени се решенија конечни 2574. По првото продолжување на законот во 2015-2016 година, значи тогаш беа поднесени 2306 нови барања, од кои има доставено до ден денес, односно до 31 нели беше крајниот рок, 956 елаборати, за кои се изработени и издадени урбанистички согласности на 239 барања и издадени решенија 195. И сега со од први, значи започнува веќе доставувањето на нови барања. Само да појасниме околу законот, значи до 1 јуни важат дополнувањето на сите документации, комплетирање на барањето за сите претходно поднесени барања, а за тие новите, значи до комплетирањето заклучи со 31 декември 2018 година. Се надеваме дека тоа ќе биде последно, бидејќи ние некако се надевавме на поголем успех со тие продолжувања, меѓутоа некако луѓето како го сваќаат тоа не знам. Наместо да биде, бидејќи тој закон е во нивни интереси да достават експресно и елаборати и да чекаат да инсистираат на добивање на решение,
со кои понатаму нели може да си го откупат и земјишто под објект или ако е урбанизиран, може и дворно место и така натаму. И апелирам да побрзаат, бидејќи таа постапка еве сега не чека и планирање, носи нови детални планови. Таа постапка ги растеглува и тие постапки, значи донесувањето на плановите, бидејќи таму кај што имаме незавршени легализации, значи нелегални објекти, тие мора да ги третираме како сиви зони и таму е забрането по закон, значи да се врши планирање. Значи бенефитот е од една страна во интерес на граѓаните, од друга страна исто во интерес на граѓаните и донесувањето на деталните планови, нели, кај што планира општината да ги носи. Така. Имате увид на ситуацијата, зборуваме за бројки кои што и не се така мали, но конечни решенија има многу малку. Значи ли тоа дека се почне постапката некаде кај елаборатите по несувањето, бидејќи не се така ефтини изготвувањето на елаборатите, или пак некаде на друго место лежи проблемот? Значи, дел од проблемот е и кај самите геодетски фирми зборуваат дека имат изработено поодамна, значи, елаборати, меѓутоа странките не доаѓаат да си ги подигаат елаборатите, веројатно причината се финансите средства, предпоставувам. Од друга страна, малку ради некомплетираната документација и ние не можеме експресно да ги издадеме сите тие решенија, бидејќи секој пат се појавува во сама документација, бидејќи не е само елаборатот, туку кога ќе почне да се обработува проблемот, значи тогаш произлегуваат и други проблеми во меѓувреме со доставување на накнадни документи, изјави кај нотар и така натаму. А дел, кога гледаме разликата од 5000 елаборати, урбанистички издадено 3040 заедно со пресметката за плаќање, значи околу 2000 нешто остануваат, чекаат да се платат нели на таксата за легализација и веројатно пак е од финансиска природа причината. Да се надеваме дека луѓето Белкин ќе биде поберекетна оваа година, пак ќе дојде до некои финансиски средства и малку да побрзаме со тие постапки. Што се несува тековните активности во општина Струмица, планирани ли се нови урбанистички блокови во Струмица и каде? Па планирани се тоа подамна веќе во програмата на општина влезено блок 39 и 40 местноста со филари. Таму сакаме да ја поинтензивираме градбата, исто така и до нив продолжува блок 41/1 и блок 41/2. Значи и тие се влезени така да тој северозападниот дел на градот како би можело нели експанзијата да се врши во однос на станувањето. Дел има семејно, значи околу 80% семејно и околу 20% има колективни стамбени згради. И да може, значи, со самото донесување на плановите и да почне во програмата на општина Струмица, значи околу реализација на инфраструктура на тој дел, бидејќи секој пат се отпочнеме со инфраструктурата. А за да отпочнеме со улици и патишта и канализации, значи потребна е планска документација. И за тоа, за да почнеме во тие простори, има доста дивоградби, има дел добиени решенија, веќе спроведени во катастар, меѓутоа има и еден дел околу 20-30%, значи што немат уште доставени елаборати. И затоа апелиравме неколку пати, значи луѓето да ги докомплетираат како би можело тоа да биде во интерес на сите, како за нив самите, така и за тие што се добили позитивно решение. Тоа е, мислам, околу овогодишната програма е доста обемна оваа година и буџетски средства има доволно, така да во тие делови кај што веќе имаме плански документации, значи интензивно ќе се работи на инфраструктурни проекти. И мислам дека ќе биде успешна, бидејќи, да се надеваме, бидејќи секоја година избори се ни беа кочница на еден начин. Не можевме со тоа темпо да ја реализираме програмата, велки оваа година ќе биде малку по-ангажиран. Така. Би сакала да прашам и за транзитниот пат, трансферот на булеварско решение. За новиот транзитен пат, значи тоа по генералниот план е утврден, значи отпочнува од плючката кај Куклиш, па врти десно пред Адин градба, се движи во правец покрај Тракања, доаѓа
до Лукойл бензинската на тој потек, па продолжува на северозападно, треба да се спои со патот на влезот од Скопје Струмица. Значи, тоа ќе биде иден транзитен пат, како би можело и во овој дел Климент Охридски малку сообраќајно да се растерети самиот град и ќе се скрати и патувањето, бидејќи нема да заглават во сообраќајниот метеж и луѓето што доаѓаат од патниот правец од Бугарија или од Скопје према Баландова или обратно. Значи, мислам, е многу потребна сообраќајница на градот. Планирани се активности или? Па сега треба да се отпочне прво со тие тендерски документации за распишување на тендер за проектантски услуги, да се изработат главни проекти, да се добијат одобренија и да се инаку средства деломно ќе обезбеди општина Струмица, деломно ќе со помош на владата, евентуално бидејќи станува збор за магистрални улици. Значи, тоа треба посебна одлука Советот да донесе после, да се измени таа одлука за Климент Охридски Гоци Долчев како дел од магистрален пат, а да се назначи тој патен правец. И последно прашање, конечно општина Струмица успеа да добие во нејзино владение дел од објектите во касарната. Да. Имавме среќа пред неколку дена, значи се изврши и примо предавање од страна на Министерството за одбрана. Инкубаторот, значи објект број 1, се додели веќе на општина Струмица. Во тек се во завршна фаза се и постапките за сите други објекти со кои располага Министерството за одбрана, така да ги чекаме тие одлуки да помине преку седница на влада, да се донесе одлуката и да извршиме предавање на сите тие други објекти. Колку вкупно објекти се кои што се чека да бидат? Па точна бројка не знам, меѓутоа се доста квалитетни објекти што навистина ќе има потреба општина Струмица да располага квалитетно со нив. Дел ќе бидат за образование, дел ќе бидат за старечки домови, дел за средно образование, за високо образование, разни невладини организации, детски градинки и така натаму. Значи, имаме доста и евентуално на другиот дел, северниот дел таму, кај што се овие настрешниците од метална конструкција, кај што беше котларата. Значи, таму планираме евентуално мултифункционален пазар да направиме, бидејќи концентрацијата на луѓето во тој дел на градот ќе биде стварно голема и ќе има потреба од таков пазар. Хипотетички гледано, кога би можело да се очекува првите активности по добивањето на објектите? Па, од кога ќе добиеме објектите, ние ќе почнеме интензивно да работиме на таа тема, бидејќи во наш интерес е. Значи, дел можеби од тие објекти да се имат заинтересирани доста за старечки домови. Значи, може под договор под закуп или ќе видиме на кој начин, значи ќе навлезе општина Струмица, дали со сопствени средства деломно или целосно, па после издавање под кирија и така натаму. И така да нема да ги оставиме сигурно празни, бидејќи претходно треба да се изврши и санација и реконструкција на самите објекти, бидејќи се доста оштетени. Главната конструкција е окей, меѓутоа столаријата, инсталациите и други зафати претходно завршат како би можело понатаму да функционираат. И во наредните минути простор одвојуваме за некои новости, интересни информации од светот на инвестициите, од светот на науката. Ете за домаќинките, откриен и измислен е робот кој сам ги диплија лиштата. Тој ќе биде достапен на жителите во Америка и во Јапонија по цена од $16,000. 5G интернетот треба да стане масовна реалност по 2020 година, велат научниците. За ова и нешто повеќе во наредните минути. 洗濯乾燥機となっております。こちらから乾燥した衣類、洗濯乾燥までが
Landroid, робот од $16,000 што дипли облека. Јапонската компанија Seven Dreamers стои зад иновативен робот што на корисникот му ја дипли облеката. Станува збор за роботот Landroid, кој што е голем колку еден плакар. Се што треба да направи корисникот е да ја стави облеката во најдолната фиока од Landroid. За една мајца, например, се прави визуелна анализа со помош на посебната технологија, а преку вештачка интелигенција се мери должината и ширината на мајцата. Одредува во која насока и како да се здипли. Откако ќе ги земе потребните мерки, може полека да почне диплењето, вели Шин Сакане, главен извршен директор на Seven Dreamers. Landroid исто така може да ја препознае облеката според видот или на кој член од семејството му припаѓа. Има и апликација преку која што корисникот има постојан увид во тоа што го има во неговата внатрешност. За сега процесот на диплење е бавен и трае околу 5 часа. Во оваа фаза на развој, Landroid нема опција за диплење чорапи. Се очекува првите нарачки да започнат оваа есен, а роботот ќе биде најпрво достапен во Јапонија, САД и делови од Кина по цена од $16,000. 運ばれているのが映像でお分かりました。T シャツを取り出してみたいと思います。さあ、いかがでしょうか。このように畳まれているの。 Every new generation of wireless networks delivers faster speeds and more functionality to our smartphones. 1G brought us the very first cell phones, 2G let us text for the first time, 3G brought us online, and 4G delivered the speeds that we enjoy today. But as more users come online, 4G networks... Автомобили кои сами се возат, виртуелна реалност, паметни градови и роботи. Сето ова ќе биде овозможено преку 5G интернетот. Ова интернет технологија ќе придонесе и за побезбеден транспорт, побрза комуникација, но и алтернативен начин за операција на пациентите, пишува CNN, а објавува македонскиот портал Business Info. Експертите очекуваат 5G интернетот да овозможи вашиот мобилен телефон да биде 10 пати побрз. Например, ќе можете да симнете 3D видео за само 30 секунди. Но 5G технологијата нема да се користи само за подобрување на работата на мобилните телефони. Неговите предности ќе бидат искористени кај автомобилите, роботите, сензорите и сета технологија што ќе биде поврзана со свој интернет. Неколку од најголемите мобилни компании во светот веќе почнаа да ја развиваат и да ја тестираат новата технологија. Следните неколку години се очекува и компаниите да го воведат 5G интернетот во своето секојдневно работење. Истражувањата покажуваат дека развојот на оваа технологија само во САД ќе чини околу $300 милиони. Интернет индустријата очекува 5G интернетот официјално да биде пуштен во употреба дури во 2020 година. We're still working out many of the kinks with millimeter waves, small cell networks, massive MIMO, beamforming, and full duplex. Innovit е нова маркетинг видео платформа што ќе има за цел да ги привлече оние потрошувачи кои немаат никаков интерес за традиционалните медиуми, како весници, списанија, телевизија и радио. Таргетот ќе бидат лицата од 18 до 34 години, кои најголемиот дел од вестите ги добиваат пребарувајќи на интернет преку своите телефони, објавува ЕВИК, а пренесува македонскиот портал Business Info. Оваа платформа, која што се состои од видеорекламирање, ќе им овозможи на продавачите да ја измерат својата публика и да поттикнат повеќе интерактивност со потрошувачите. Innovit верува дека на овој начин ќе им помогне на брендовите да стигнат до младата популација и да ја мотивираат да се вклучи. Американските истражувања покажаа дека видеата најчесто се гледаат преку мобилен телефон. За следниве неколку години се очекува нивна експанзија и зголемување на влијанието на мобилните видеоснимки. Предвидувањата се дека во 2019 година 80% од рекламите ќе преминат во мобилна верзија.
Поштувани гледачи, тоа беа минутите предвидени за емисијата Бизнис Лаб на ТВ канал ВС. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Секако гледајте ги и репризите во петок и во среда. Пријатно.